Сега само за вас, оригиналниот, досетливиот, брзо зборливиот, стендап, охиѓанецот меѓу 1000 Скопјани, фуриозниот Никола Тодоровски! Ај, добро вечер. Кај сте, Скопјани? Можете едно квиско прашање за почеток? Зашо порно глумици земет голема плата? Заш најпој ќе го јадат курот? Ви се бенди са песничево пред мене? Имате приметено дека македонскиве поп пеачки имат песни од типот Знај, јас знам дека знаеш ти, ке дознаеш пред крај, дека ништо не ти вреди, се што знам јас и ти ке дознаеш. Hello, јас знам, ти не знаеш, ама ако знаеш све, зошто песнава? Знаела таја. Господе! Ако, значи, песна се пиши, те сакам, не можам без тебе, веќе изгорев, И пишам песна за да ми е полесно на душичево. Вака, јас знам, ти не знаеш. Дури и турбо фолк имат подобри потенцијали од нашава поп музика. Луѓе, то не е музика. Турбо фолк е музичиште. Класичен пример ќе дам. Цеца, така лектира за турбо фолк. Да го земиме клавиатуристов од Цеца. Кукавица. Малце да заборајат како беше песната понатаму. Одма джез ке станит. Не джез, джезиште. Страшно. На YouTube нема терминологија за да аплодираш клипче Турбо Фолк. Тајтл Кукавица. Артист не, певалка. Категори мизери. Лајсенс забрането. За сите возрасти. Страшно. А овие во публика на концерти. Кукавица. Да, така е, брат. То шо пејте вистина. Ко во реалноста. То, Цецо, нисам знала да си таква кукавица. Смејте се, за 5 дена ќе се уништи Цветов. Аха. 5 дена, and counting. Знаете шо прато Хриѓани сега? Гланцет кајчиња. Знаете зошто? Се молят дека на 21 Светов ќе се уништи со поплава. Ајмо, кајче нам требит? Последен превоз до Канео, по специјални цени. Од утре и смештај даваме поевтино. Страшно, господе. Значи, како охријанец не можам да се адаптирам во ова Скопјево. Толку некако ми е све чудно, што дури ни колана не ми палит овде. Јеби га, искрен сум, што да правам. Тоа е. А не е убаво човек да е секојаш искрен. Ако си искрен, ќе си најцрната и најнегативна личност на цел свет. Дури ни жениве не сакат да сме искрени тотално со нив. Така само велят. Кажи ми, велят дека од Охрид. Што да правам? Јеби.
Ах, Метрополо! Да си изглупираме уште 5 дена, зашо после ќе немат. Значи така само велјат. Жени бе. Кажи ми, злата, уба ми е косава? Шо знам, не ти стои плава, готов си. Фала ти многу! Ама рече искрен да бидам. Да, ама не мораше така директно да ми кажеш. Hello! Знаеш мене, колко ми значи да ти питам препоне преуба? Од друга страна пак сакат да се трудиш да бидиш искрен. Си пушташ телевизија, кабловска, например. Од Викторија Секрет Ревија? Зашдан ти се свиѓат женски не случајно? Овие? Ами како да не? Опнала штикли, танга и подвезици ми се свиѓат. Нормална си ти, мари? Да речиш некоја со гумени опинци, в гној влезена до колена, шо за бикче нема чуено во животов, да! Сакам! Оваја ќе ми се свиѓат со подвезици, hello! Добри сме. Или да бидиш искрен 100% со шефотот на работа. Тоа е ко на граната, а скршиш орев со чеканче. Си викаш, кому е бе матер, ми пукна филмов, брат. Има све да му кажам лице. Колегиве те поддржват. Да му кажеш, брат. Ти треби да му кажеш. Баш вчера правевме муабет колку си во право. Цело време. И да шефов, шо е симпозиумов? Ништо, колегава нешто сакаше ти каже. Молим? Шефе, сам ти кажам колку си. Проклето. Перфектен. Не можеш да му кажеш директно све. Да, тој беше искрен, прогресивен, се спротистави на светот, системот, во амерички филм. Во реалноста не. Во реалноста да му кажеш се искрено 100% на шефот в лице би звучало од прилика вака. Зашо не е завршена работа? Зашто преку курмија да работам за работа. Сам ти кажам, шефе, дека си едно капиталистичко пацерче, што чувствува мојк кога групата го следи. А во суштина си едно мало учениче. Седнато таму во ќошот како сираче. Зело прачка од жива ограда и... го мава гладното улично куче, за да му покаже кој е овде газда. И те сваќам, сите то сме го поминале во пубертет. Немој да плачеш, шефе, немој да плачеш. Ако плачеш, нема поќе да си играме предпријатие. Или родители на деца кои ќе му речат, ќе ме нагости. Немој да сте зеле нешто од намаса. Дома јадете што сакате. За ти ојши тетка ти викат, земи бе пиле за кого го имам ова праено. Добро. Ќе земе. Остој стоко една, ти рекол дома имате се. Така. Јадени се тие, јадени се. Дома имаме од све. Океј сте? Чекай. Кој сам? Ево до овие. Кабел имам?
И учителката од прво до четврто ни викаше стално: да си кажвите се меѓу себе. Вие си сте другарчиња, како? Денеска те сретни на улица ќе ти речи: море, гледајте се, наоѓајте се! Какво дојде времево? Аха, значи искреноста имала временски лимит. Биди искрен до второ полугодие од седмо. После не мора. Тешки времења се после. Ама хеј, не е се толку негативно ако малце подлажвиме. Да не беше така, немаше да имат пуштање. Кој се пушташ на некоја женска или на дечко, зависно од вкусот. Се ти изгледа топ. Супер е све. Здраво. Шо работиш? Студирам. Вау! Шо студираш? Социологија, човече. Tell me more. Вау! Ам сите студираат медицина, право или економски, јас сакам да сум оригинална. 10 години подоцна тие има трето дете. Јас сум крива што не можам да се вработам со социологија! Траеше тогаш да мислиш. Траеше на економски да се запишиш. Бате. Ам зашто така не ми рече тогаш, кога ми се пушчаше? Зашто сакав 101. Да си ја кажвиме 100% вистината, цело време нема да има оговарање. Тоа е една од најјаките работи на светов. Треба да се трудиш да не си добар. Знам дека не е убаво зборвиш за некој кој не е тука, ама типов колку е дебилен, брат. Да немаше оговарање, Охрид немаше луѓе да бит град на УНЕСКО. Да. Ке поминиш по улица, жива депресија. Шо правиш бе? Ништо. Толку. Вака сега прејако е. Здраво, шо правиш? Добра ево, супер лелево. Амор, ја видеа она со кого се ватила? Да, мор, лелепача, бра. И така тие две има прекрасно неделно попладне. Да си ја кажвиме 100% вистината, нема да постои капиталистичко општество. Влегвиш денеска в дуќан, малце не подлажват. Добар ден, повелете. Колку ви се фармерчињава? 6500 ви се многу убаво ќе ви седат. Све функционираат тип-топ. Во истата продавница, ако си ја кажвиме 100% вистината. Господе, селјачана, види ги море. Секој ден идат ништо не купат. Шо сакате, шо ви треби? Ние сами си знаеме да си видиме шо си сакаме, мор. Колку ти се овие фармерчиштава? 6500 бре? Оф, леле, истиве на пазар за 300 се! Или, например, да работиш на грижа за интернет корисници, да се занимаваш со луѓе што врскане метод технологија и да си 100% искрен. После грижа за корисници ќе треба додатна интензивна нега за корисници. Заради контрола на квалитетот, разговорот ќе биде снимен. Вашиот повик е прв на чекање. Ало? Ало, добар ден. Ало, шо е? Не знам како да поврзам интернетот. Зашо тапрам јас точак да ти купам? Мислиш дека прв си денеска што се јави? Ама дека имат многу каблиња и приклучоци. Добро бе, вие шо мислите, море? Нешто што се студира 5 години на електро, можеш преку телефонски повик да го научиш. Интернет пакети треба да дават на тие што се со сите петки.
Господине, ве молам, јас сум корисник на ваши услуги. Не, брат, ти си паразит на наши услуги. Understand? Ве молам, господине, јас чувствувам отпор од ваша страна. Ако ти дојдам таму, ќе почувствуваш и напон, и триење, и забрзување по маса. Чека, имам некој на втора линија. Да. Ало, господине, добар ден! Ало! Ей! Дали ме осеќаш? Па некако те осеќам околу 25%. Биди на линија. Ало, ме слушаш ти? Да! Вака, брат. Смири се, диши. Земи ги каблите што ти ги дадоја и соголи ги малце жиците од бакар. И пикни и вштек. И надевај се дека ќе топери струја. Пред тоа вртиш на брза помош, те носат на интензивна нега и таму ќе имаш вајарлес. Шетај! Смирете се, имам човек на втора линија. Господине, јас тука прашувам. Дали ме осеќаш? Тотално. Се извинувам да ве предупредувам дека разговорот се снима. Знам бе, брат, дека се снима. И ако сакаш ке ти го изрежам за да се ослучате дома со другарите. Добро, господине, да ве прашувам, дали е тоа информации? Ми треба еден број. Пиши. 9. Запише ли да те поврзам? Шетај! Со новите пакети на Тихом шетај и разговарај колку сакаш. Да си ја кажувевме 100% вистината, немаше ја постојат Јеховини сведоци. Си седиш едно неделно попладне околу 4 без 15 и слушаш динг-донг. Отвараш, гледаш осмех и оделце. Добар ден, господине. На 21 ќе има уништување на светот. Но пред тоа дојдов да ве прашам, дали знаете што е тоа љубов? Просветли ме, брат. Вчера некој да ми кажеше дека ти ќе дојдеш денес и ќе ми кажеш што е љубов, немаше го вервам. Вау! Ахахахаха, господине! Јас сум тука за друго дојден. На 21 ќе има уништување на светот и само 25.700 ќе бидат спасени. Бидете еден од нив. Као го кажи тоа, ако петок на бинго да ќе добие. Ако си ја кажвиме 100% вистината, стварно ќе се уништи светов. Путин и Обама све в лице, об нуклеарна војна. Чао, аморе. И наеднаш гужва на небо. Гужва на небо, уствари, жива душа нема. Ве молам, тихо, тихо, не туркајте се. За сите има места.
Rekov tiho i ne drukajte. Zažbeda ne vratiš nazad!